Додека земјите од регионот ги откажуваат изборите, СДСМ и натаму притиска на брзи избори во време на пандемија. Екс-премиерот Зоран Заев вели дека изборите во време на корона биле решение, а не проблем. Иако околу 50 на држави во светот токму заради заштита на здравјето на граѓаните ги одложија изборните процеси. Како последно во Босна и Херцеговина, каде локалните избори се презакажани за 15 ноември, иако терминот за нивно одржување беше дури 4 октомври, сепак кај нас лидерот на СДСМ инсистира дека брзите избори ќе придонеле до функционални институции. Потребно и одговорно е да се најде решение за изборите, да се одржат пред почетокот на летото, најмногу заради здравјето на луѓето. Затоа мојата порака денеска е: изборите се решение, а не проблем. Изборите се потребни за да обезбедиме целосно функционални институции кои ќе го штитат здравјето на граѓаните. Од опозицијската ВМРО ДПМН е вела дека нивен приоритет е здравјето на луѓето. Тие се за избори, но не по цена на човечки животи. Лидерот на партијата Христијан Мицкоски смета дека уредбата на власта врз основа на која СДСМ тврди дека избори треба да има на 21 јуни, ако одредната состојба заврши на 30 мај, не е легитимна. Вели ако власта на вистина сака да ги спроведе антикризните мерки, избори до 30 јули не биле можни. Сепак вели простор за компромис постои. Предложивме дати, цениме дека тие дати се дати каде што ризикот по здравјето на граѓаните ќе биде најмал. Кажавме дека сме тука, подготвени сме за компромис, нашите аргументи и позиции се јасни, доколку има други аргументи кои што на вистина би можеле да ги прифатиме, ние сме тука и подготвени сме за компромис. За сега нема најави за нова лидерска средба. Заев и натаму инсистира на брзи избори на 21 јуни. Мицкоски предложи на 23 или 30 август или пак 13 септември. Опозицијскиот блок и албанците пак предложи средината на јули. Дик е со став дека не може да спроведе избори за 20 дена. Оливер Дерковски неколку пати спомена дека на комисијата и се потребни од 45 до 50 дена за сите действија. Власта пак и натаму инсистира на тоа дека останува уште многу малку време.